Неколку дена пред новата година и на само 5 месеци пред избори, за фантастични 29 милиони евра, Агенцијата за технолошки и индустријски зони ТИРС ќе гради амбуланти, сместувачки капацитети, градинки, складишта и паркиралишта во вкупна површина од 31.500 метри квадратни во зоните во Скопје, Прилеп и Штип. Пред 10 дена ТИРС подпишал договор со битолската градежна компанија Стентон согласно податоците на јавни набавки. За сега е нејасно зошто во зоните се градат амбуланти и градинки, бидејќи ваква инвестиција воопшто и не беше најавена. Дополнителен сомнеш фрла сумата која за неколку објекти достигнува речиси 30 милиони евра, како и тајмингот. Договорот е подпишан на само еден месец пред формирањето на техничката влада. Сепак од ТИРС објаснуваа дека овој проект е потребен согласно резултатите од анкетите кои ги спровеле. ТИРС претходно спроведе анкета во сите зони и врз база на резултатите во зоните во Скопје, Штип и Прилеп се предвидува изградба на објекти за примарна здравствена заштита за работниците, изградба на градинки во зоните, складишта и паркинг, како и изградба на сместувачки капацитети. Сместувачките капацитети се пред се наменети за потребите на самите компании кои се во фаза на реализација на инвестиција, за персонал за инсталација на нова опрема, одржување, надгледување на градба на нови проекти, особено оние кои имаат потреба од инсталирање и градба на специфични напредно технолошки објекти. Согласно пресметките, од ТИРС вела дека цената за изградба на овие објекти ќе чини по 770 евра по метар квадратен. Исто така оттаму ја потенцираат потребата за вакви проекти, бидејќи само последниве 3 години во земјава се слеала 1 милиарда евра странска инвестиција. Со оглед на тоа што според ТИРС Македонија е земја која привлекува странски инвестиции, потребна е изградба на сместувачки капацитети за самите инвеститори и нивниот персонал. Компанијата Стентон од Битола не се одважи да даде одговори за Алфа во однос на огромниот градежен потфат кој ќе го гради во наредните 280 дена. Оваа градежна фирма не е првпат со власта да склучува милионски договори. Оваа компанија за неверојатни 1,8 милиони евра расчистува одрони на државните патишта. Во последните 12 месеци компанијата има добиено 21 тендер. Според медиумските написи, оваа фирма е една од најзвучните во Битола и важи за блиска до СДСМ.